Добро вечер. Започнува емисијата Здравјето е се. Почитувани гледачи, добро знаете вие дека бенефитите од вежбањето се големи, но имаме и пореметување на одредени параметри доколку се интензивно вежба. Токму за тие параметри ќе зборуваме вечерва со доктор Александар Стојминов, општ лекар, инаку специјализант по интерна медицина, кој е тука со нас во студиото на Канал 8. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото. Добро вечер, да ја поздравам прво вашата телевизија и вашите гледачи. Так. Обично снимаме во вашата ординација, но сепак еве една мала промена. Доктор Александар, ќе зборуваме, како што кажав, значи за бенефитите од вежбањето, но тука мораме на почетокот на емисијата да споменеме, вие кажавте дека има одредени параметри кои се пореметуваат доколку се интензивно вежба. Тука е поделено мислењето кај лицата кои вежбаат, па дали треба многу да се вежба, малку да се вежба, дали ќе ми биде нешто пореметено и така нешто и слично. Како вие лекарите го тоа објаснувате? И дали имате пациенти со пореметени функции на нешто, па доаѓаат кај вас и се жалат и дека е тоа нели последица од вежбањето? Па, значи вака, кога ќе дојде пациент, обично тоа се нели помлади пациенти, во уште на инспекција, односно уште на прв поглед се гледа дека се во добра физичка состојба, и кога ќе видиме некои пореметени параметри во однос на крвната слика, првото прашање што секој лекар ќе го постави е дали тренираш, дали си почнал скоро нешто ново да тренираш, затоа што во медицината добро позната работа е дека многу од тие параметри кои се нели крвната слика е индиректен показател на она што се случува во организмот. И секој лекар знае дека многу параметри кои што ние ги мериме преку крвната слика можат да бидат пореметени при почетокот, обично тоа обично се случува на почетокот на тренажниот процес, така да првото прашање е дали тренирате нешто и секој лекар должност е да се посомнева дали неговиот пациент почнал да тренира нешто. Да. Ќе ги објасниме кои се тие параметри за да нема забуна. Кажавте дека тоа е во делот крвната слика и колку тие можат да бидат тие пореметувања, колку можат да бидат штетни за самиот организам. Кажавме дека тоа се случува пред се кај почетници во вежбањето. Па вака. Значи, ние крвната слика ја користиме да, како што кажав, нели, на еден начин индиректно да видиме во каква состојба, каква општа состојба се наоѓа организмот. Сега нели таму имаме глициден статус, односно го мериме шекерот, имаме бубрежен статус преку кој што индиректно проценуваме функцијата на бубрезите. Тука се креатининот и уреата. Значи тоа се показатели индиректно на бубрезите, кои што исто така, значи ќе објасниме детално, но да кажеме дека тие се еден од параметрите кои што можат да бидат во нормалните граници. Потоа имаме нели хепатален или црнодровен статус, односно АСТ и АЛТ популарно. Тоа се два ензима кои што индиректно ни ја кажуваат дали има оштетување или нема на црниот дроб и тие може да бидат пореметени. Потоа има еден ензим кој што се вика, сега нели во зависност од лабораторијата, ЦК или ЦПК или креатин фосфокиназа. Тоа е еден ензим кој што исто така може да биде покачен при напорен тренинг, но знае да биде покачен и при срцев удар, при воспаление на срцето и при мозочен удар, па тука малку прави недоумици кои што нели ќе се обидеме да ги објасниме. И има некои помалку, да кажам, вообичаени параметри, како што се миоглобинот, ЛДХ, кои што исто така може да бидат покачени, но сите овие параметри кои што ги спомнавме може да бидат покачени кај здрава индивидуа и да не значат никакво оштетување. Да почнеме од почеток. Споменавте уреата и креатининот. Колку можат тие да бидат покачени и што значи тоа за самиот организам? Дали може да поремети некои други функции? Па вака. Прво, значи, кога секој пациент ќе види покачени креатинин и уреа, прво нешто што им доаѓа на памет е дека му се оштетени бубрезите, затоа што нели, кажавме дека сите веќе знаеме дека тие се индиректен показател на функцијата на бубрезите. Сега ние прво треба да знаеме од каде доаѓаат тие креатинин и уреа за да судиме нели при кои ситуации може да бидат покачени и така натаму. Значи прво креатининот најчесто знаат луѓето да го мешаат со креатинот, кој што всушност е еден од додатоците на исхрана кај спортистите, па знаат да кажат креатининот ти е покачен од ти пиеш креатин. Ќе го објасниме ова. Значи креатининот е продукт кој што се излачува преку бубрезите низ мокрачета, но тоа е фактички едно соединение кое што се добива после искористување на креатинот. Значи креатининот
е циклично соединение кое што се добива после искористување на креатинот. Креатинот е едно енергетско соединение, или да бидеме поточни, непротеинско азотно соединение, составено од 3 аминокиселини, кое што го има во повеќе клетки и да не навлегуваме во детали, значи тој е битен за метаболизмот, за енергијата на повеќе ткива, тука е срцевиот мускул, мозокот и најпопуларно, значи скелетната мускулатура. Сега креатининот може да биде покачен кај лица кои што имаат интензивен тренинг поради, значи секој интензивен тренинг, дали е тоа трчање, дали е кревање на тегови, дали е оно планинарење. Значи сите тие физички активности кои што се малце вон активностите на кои што нашето тело е навикнато да се прилагодува. Значи на поголема физичка активност. Заради тоа најчесто е на почетокот од тренажниот процес или кога имплементираме некој нов систем на тренинг, телото реагира со разградување на сопствената мускулатура. Најчесто луѓето заради обновување на мускулатурата внесуваат поголема количина на протеини и последица на тоа е покачен креатинин, кој што во оваа ситуација воопшто не значи оштетени бубрези, туку само значи поголемо искористување на креатинот, кој што нормално го има во организмот. И нормално, кога нешто повише користиме, ќе имаме и повеќе отпаден материјал. Сега, бидејќи живееме во ера каде што суплементите, односно додатоците на исхрана веќе не се толку табу тема, често прашање кое што го добиваме, дали секој кој што пие креатин има покачен креатинин. Значи, апсолутно не. За да имате покачен креатинин, зборам за надворешен, значи креатин кој што би го користеле како додаток, треба да користиме, значи, некаде над 30 грама дневно, што тоа воопшто не е ни препорачена доза, затоа што не може да се искористи од организмот, така да, значи, нема врска со внесот на креатин, доколку се користи според упатството, дали од лекар, дали од самиот продукт. Урејата е нешто слично на креатинот, мислам, не дека е исто, туку сакам да кажам, неговиот пат и неговиот метаболизам се исто така поврзани со внесот на протеините, со распадот на мускулатурата, така да кога човек нагло или почетнички ќе се изложи на физички напор, исто може да очекуваме с големи вредности на урејата. Прво, таа е, значи, право пропорционална со мускулната маса, значи човек кој што има поголема мускулна маса ќе има значи многу повеќе креатинин и уреа во својата крв. Тоа не значи дека се оштетени бубрезите. Зависи од исхраната, зависи од тренажниот процес. Значи едноставно кога нешто внесуваме повеќе, неговите отпадни продукти исто така ќе бидат во зголемена количина. Исто така треба да кажеме и дека креатининот и уреата, значи да повториме, на ни влијае, значи во кој стадиум од тренингот сме, дали е, значи, пациентот почетник, дали е професионалец кој што почнал нешто плюс, значи зависи од исхраната, зависи од тренингот, зависи од килажата. Но дали тие параметри подоцна стануваат веќе во нормала? Се враќаат ли во нормала или секогаш остануваат? Не. Значи сите овие параметри се враќаат на нормала, заради тоа што знаете, нашето тело е машина која што е направена да се адаптира на стрес. Така да кога физичката активност веќе нема да му биде нешто ново, телото ќе си најде механизам да кажем на еден начин да ги внесе во референтни вредности, но сепак човек кој што има повеќе чиста мускулна маса и кој што редовно тренира професионално, може да се очекува да има стално, значи, покачени вредности на некои параметри, што воопшто не значи дека е болен или дека неговите бубрези не функционираат. Туку значи дека тој, значи, не можете да очекувате од човек кој што е, сега глупо ќе кажем, али човек кој што е Ферари, да користи исто бензин и да има исто издувни гасови како некој кој што е физички неактивен и кој што е просечен. ЦПК споменавте, тоа е хормон на срцето или како? Значи ЦПК или креатин фосфокиназа. И тој може да биде зголемен? Да, па тој е... Зборуваме за граници надвор од нормалата, од оние кои ги пишува на крвната слика. Па знаете, кога ќе напишете на Google, што е многу популарно, нели,
деновиви, кога ќе напишете ЦПК и ќе ви излезе дека е покачен при инфаркт, при воспаление на срце, нели? Тоа е вистина. Да. Но И кога ќе види тој што вежба и Да. кој е почетник во вежбањето, ќе се исплаши многу. да, и обично И често поставуваат кај вас прашања. да, доаѓаат и бараат да ги пратиме, нели? Затоа и се решивме на оваа тема да ја обработиме, за да можеме некои нејасноти да објасниме. Да. Значи прво треба да кажеме што е, нели, за да објасниме кога е покачено, мора да им објасниме на вашите гледачи што е тоа. Значи ЦПК или ЦК е ензим. Да не ги замараме, значи вашите гледачи што е тоа ензим, треба да знаат дека се наоѓа во мускулните клетки, во срцевите клетки и во мозочните клетки. Значи тој е тесно поврзан со една од супстанциите која што говоревме претходно, креатинот, односно тој е поврзан со енергетскиот метаболизам на клетките. Сега, недоумицата која што настанува е заради тоа што обично повеќето лаборатории кои што го работат овој ензим, рутински работат вкупен ЦПК, односно вкупен креатин киназа во серумот, односно нели во крвта. И кога ќе излезе значи дека е покачен, и тоа најчесто излегува доста покачен, 3, 4, 5 пати повеќе од нормалата, луѓето обично ги фаќа паника, не му веруваат на лекарот дека не име ништо, бараат упат за терцијарно здравство и така натаму. Треба да им се објасни и треба да знаат дека самиот ЦПК има 3 форми. Значи, ЦК-ББ, кој што е карактеристичен за мозок и најчесто е покачен при мозочен удар, ЦК-ММ, кој што е најспецифичен за скелетната мускулатура и е покачен при интензивен физички напор, и ЦК-МБ е она што го бараат кардиолозите, кое што е малце по-специфично за срцевата мускулатура и што, ако е веќе покачено, дефинитивно има оштетување на срцето. Сега, значи, тоа се 3 форми на еден ензим, а обично лабораториите ја испитуваат вкупната концентрација на сите 3. Сега, кога пациентот ќе види дека има покачен ензим, може, значи, да му се предложи за да се додиференцира која од тие 3 ензимски форми е. Значи, ако го интересира, односно ако е загрижен да не е, значи, срцето, може да испита во некоја лабораторија ЦКМБ и јас гарантирам дека во најголем број случаи, значи, ќе излезе нормално, затоа што кај почетниците, оние кои што почнуваат со физички напор, зголемувањето на овој параметар е поврзано со ЦКММ, односно она форма која што е карактеристична за мускулатурата. Да. Проблемот е што најчесто ние ја мериме вкупната. Така да мислам дека Нема страшно и тука, ако е не е страшно. надвор од нормалата Не. и дека не станува збор за инфаркт или мозочен удар, туку токму за почетници кои се... Па да, проблемот е што ние ги мериме, значи, трите како едно. А најчесто едната форма е причинител да биде покачено вкупниот. Так. Што не значи дека има оштетување на срцето, ниту на мозокот. Да. Има оштетување на мускулите, кое што при секој физички напор е нормална работа. Нормално, така. Тука ќе го споменеме и црниот дроб, вие ги споменавте АСТ, АЛТ, кои се тие да ги објасниме и кога може да бидат покачани? Значи, АСТ и АЛТ се, ајде да не го користам веќе зборот ензими, бидејќи ќе треба да им објасниме на вашите гледачи, значи тоа се едни субстанции кои што се наоѓаат внатре, се наоѓаат и во други клетки, но се многу специфични за црнодробните клетки и за нив е карактеристично тоа што кога се покачени во крвта, најчесто сугерираат на црнодробно оштетување. Сега, исто така, значи, пациентите кога ќе им бидат покачени, сугерираат, бараат дали имат хепатит, дали имат жолтица, дали имат нешто друго. Сега се правени многу клинички студии и ниту една клиничка студија не може да докаже зошто физичката активност, за разлика нели кај што од претходните знаеме зошто се покачени. АСТ и АЛТ ни една клиничка студија точно не може да каже зошто, на кој е механизмот на нивно покачување при физички стрес, но се знае дека физичката активност интензивна со сигурност може да ги покачи и заедно со сите овие други кои што ги говоревме претходно, бидејќи полуживотот на оној кој што е најдолг од нив е некаде околу 7-8 дена. Многу лекари препорачуваат, например, ако имате еднаш покачени било кој од овие параметри кои што ги говоревме, да почекате една седмица, нели, до 10 дена, па да ги проверите повторно,
подуслов да одмарате во тој период измеѓу. За да се види дали причината е физичката активност. Така да ќе ви се докаже дека, значи ако се спуштат, причина била физичката активност. Да. Добро, споменавте ви и други параметри, кои други се тука во ова што го зборуваме токму на оваа тема. Да, тука се миоглобинот кој што може да биде покачен. Тоа е нешто како хемоглобин кој што сите го знаат, само што има слична функција, но внатре во мускулатурата, тој исто така може да биде покачен при физичка активност, што не значи ниту инфаркт, ниту ништо страшно. И тука е исто ЛДХ или лактат дехидрогеназата. Тоа е исто еден ензим, пак ќе кажеме, кој што не е значи карактеристичен, односно во оваа ситуација би значил последица на физичката активност. Овие сите кои ги споменавме ензими, доколку бидат покачани подолго време, можат ли да му наштетат некако на самиот организам? Дали станува збор за срцето, за бубрезите, за црниот дроб? Не. Значи сами по себе не можат значи да му наштетат некако. Туку тие се показател. Значи тие не се показател дали нешто се случува во организмот. Да. Сега како што кажавме, нашиот организам е створен за адаптација на стресна ситуација, така да покачувањето е еден вид на сигнал дека нешто се случува. Да. Така да, значи, ние кога излегуваме да се сончаме и кога излегуваме на прошетка, кога дехидрираме неколку часа без вода, цело време се случуваат промени во нашиот организам. Но само што не ги проверувате толку често, така, добро. Тоа се оние порметувања на одредени параметри кои ги споменавме, кои имаше дилема и одредени мислења, нели, за кои баравте вие емисија за да се направи за да зборуваме повеќе за овие параметри, но имаме и голем бенефит од вежбањето. Да. Може да зборуваме за бенефитите од вежбањето, за сите оние и кои рекреативно и кои професионално се занимаваат со вежбање. Да. Па значи кога веќе зборуваме за бенефитите на вежбањето, знам дека веќе општо позната работа е дека вежбањето влијае позитивно врз метаболизмот, не само на шекерот, так, на маснотиите, на протеините, туку на вкупниот метаболизам на организмот. Позитивно влијае врз крвниот притисок и целиот кардиоваскуларен систем. Так. Значи врз хормоналниот систем, врз значи буквално врз целиот организам, но во последно време, бидејќи нели, ајде да не ги зборуваме тие веќе општо познати работи, во последно време се повеќе е интересно и се вршат испитувања на зошто вежбањето ги прави, значи, вежбачите и рекреативците посрекни, ги прави, значи, помалку депресивни и кога веќе ги спомнавме овие бенефити, веројатно ќе треба да им кажеме и на вашите гледачи колку дневно треба да тренираат и колку пати неделно за да ги вкусат овие бенефити. Значи, клучен збор за ова прашање би бил зборот ендорфин. Многу од вас знаат дека ендорфините се едни субстанции кои што се лачат, односно кои што предизвикуваат чувство на среќа, на задоволство. Хормонот на среќата. Да. Значи, тоа се 5 субстанции сродни кои што се нели викаат ендорфини. Тие сами по себе имаат едно дејство кое што научниците често знаат да кажат дека е слично на морфинот, односно имаат аналгетско дејство, значи намалуваат болката, имаат антидепресивно дејство, имаат значи низ дејство врз психичкиот статус на организмот кој што е доста интересен. Сега со актуализацијата на ендорфините почнати се неколку клинички студии кои што покажале дека за да дојде до покачување на ендорфините се потребни 10 минути физичка активност. Значи после 10 минути почнуваат да се лачат. За својот максимум, односно максималната концентрација да ја имаат негде околу 30-та минута. Така да, ако сакате да ги вкусите и психичките бенефити од вежбањето, би требало да тренирате барем 30 на минути, 3 пати неделно. Да. Тоа е она што клиничките студии го имаат покажено и се надевам дека ќе го вкусите нели она антидепресивно аналгетско дејство од физичката активност. Да, значи не само бенефит физички, туку и психички се намалува нели депресивноста, се зголемува хормонот на среќа. Доктор Александар, ние сме зборувале повеќе пати за оние додатоци во исхраната кои секако има поделени мислење за тоа колку се штетни, а колку не за самиот организам, колку предизвикуваат импотенција, колку не, посебно кај мажите, дали се штетни, предизвикуваат тахикардии во однос на срцето, нели? Додатоци за исхраната мислам на протеини, на аминокиселини и на сите оние
кои и вие ги препорачувате. Може ли кратко да објасниме за тоа дали може да предизвикаат такви слични тахикардии или можеби импотенција, кој што е многу расширено мислење меѓу луѓето? Значи вака, за да почнеме да зборуваме за овие работи, првин треба, обично луѓето ги мешаат со допинг, со лекарства, значи првин треба да издиференцираме која е разликата меѓу нешто што се вика додаток во исхрана и кој што се продава, значи слободно по аптеки и по продавници. Што е разликата, например, меѓу протеините и меѓу она што она што антидопинг агенцијата го забранува е забрането за спортистите, затоа што кога ќе отидете на Олимпијада, можете дури и пред судиите да си седнете и да си пиете протеин, а некои работи ги проверуваат нели. Да. Сега први треба да кажеме дека разликата е во тоа што оние работи кои што ги спомнавте, протеините, аминокиселините, креатинот и да не ги набројувам. Додатоците во исхраната. Она значи што влегува како додаток на исхрана е нешто што е природно, нешто што може да се најде дали во исхраната, дали природно го има во нашиот организам, додека допинг, под допинг спаѓаат лекарства. Значи тоа се лекови кои што во одредени, значи под одредени индикации се даваат на болни луѓе, но спортистите ги користат заради, тоа се значи здрави луѓе кои ги користат поради некои нивни бенефити. Например, вие имате лекови кои што се користат за астма, лекови кои што се користат при бронхити, кои што спортистите ги користат заради некои нивни бенефити, а спортистите, например, воопшто немаат никаков проблем со здравието. Тука се хормоните како тестостеронот, хормонот на раст. Пример, хормон на раст се знае, значи има индикации, треба да користат деца со низок раст. Да. Но многу спортисти го користат. Популарна беше, значи, една спринтерка која што освои неколку медали во неколку дисциплини, Мерион Джонс. И ги беа. Значи зборуваме за професионалци кои користат допинг, да. Сега, она што сакавте, значи да го зборуваме, нели, да се за оние додатоци, да, направивме на разлика, значи не за допинг, туку за додатоците во исхраната кои се дозволени и кои можеби не се штетни за организмот. Значи вака. Обично првин ќе кажеме, значи што се, а потоа ќе кажеме кој треба и кој би требало да ги користи. Значи додатоците во исхрана се, како што кажам, значи тоа се обично се дали е тоа замена за оброк, дали е, значи тоа се работи кои што се претежно природни или пак кои што ги има природно во нашиот организам. Например, кога ќе дојде, значи, некое дете и кога ќе праша, значи важно е многу е важно што консумира од храна, па да можеме да одредиме, значи, например, колку и што му треба додаток. Ако ме прашате кој има потреба да користи додаток, јас би ви рекол дека, значи, тоа е пракса веќе во сите развиени спортски земји, секој професионален или полупрофесионален спортист или ако сакате сериозен рекреативец кој што доста сериозно се бави со својата спортска гранка, значи секој од нив има потреба од додаток во исхрана. Значи додатоците во исхрана не се ништо различни од шумливите таблети витамински кои што ги користиме секој ден, со таа разлика што ако испиете цело кутивче мултивитамини, ќе добиете хипервитаминоза и ќе си го нарушите здравието. А ако испиете цела кутијачка креатин, нема да имате апсолутно ништо. Вишокот дали ќе го измокрите, едноставно нема да го искористите. Значи вишокот го изфрла телото. Да. Сега ме прашувате кој треба да ги користи. Да. Значи и но она што ги интересира оние кои што не се толку упатени, дали ако имаме двајца почетници, дали ако едниот користи додаток, ќе има подобри резултати од оној кој што не користи. Значи не мора воопшто да значи, доколку оној кој што не користи, сите тие работи ги надополнува преку исхраната. Зашто зборувам? Да, но колку може да внесе тој протеин? Да. Например, општо позната работа во медицината е дека значи возрастна индивидуа мора да консумира дневно 1 грам протеин на килограм телесна тежина. Што во превод би било едно девојче од 50 килограми мора да внесе 50 грама протеин дневно за да му функционира, значи, организмот перфектно здраво. Затоа што сите фактори на коагулација, нели, на згручување на крвта, сите ензими, сето тоа се фактички протеини.
кои што нели мораме ние да ги внесеме од надвор. Претежно тоа треба да бидат животински протеини, затоа што растителните протеини праксата покажала дека не се баш ефикасни на дополнувањето на протеинските потреби. Така да, ако имаме, значи, две деца по 70 кг кои што почнале, например, рекреативно во теретана. Ако сега да не навлегуваме во детали во која храна колку има, да речеме дека треба да внесе 70 грама протеини. Значи, тој треба да внесе 70 грама протеини за да функционира нормално. Ако веќе почнуваме со физичка активност, дали е тоа кошарка, дали е фудбал, зборам за малце поинтензивни тренинзи, значи внесот на протеини би требало да биде малку поголем. Зошто? Заради причините кои што ги кажавме претходно. Секоја физичка активност ги троши протеините од мускулите, ги разградува мускулите. Значи, еден спринтер, еден дигач на тегови апсолутно имаат потреба од дупло од нормалните луѓе. Значи, ако нормален човек кој што физички не е активен треба да внесе 70 грама на протеини дневно, или една девојка, да речеме, која е 50 кг, 50 грама дневно, кога ќе стане физички активна, таа треба да внесе 100 грама дневно протеин. Они кој што бил 70 кг треба да внесе 140 грама дневно. Сега малку е, значи, тешко, прво ради нели, ради недостаток на време, кај некои ради финанси, не сакам да навлегувам. Јас само дека за да се внесе 140 грама протеини треба да се изеде многу можеби производи од животинско потекло. Да. Тоа не е да немој да помислат гледачите нели дека тоа треба околу 200 грама стек и завршена работа. Туку треба многу повеќе да се внесе, што можеби не е возможно во текот на денот да внесете 150 грама протеини. Ако сакаат вашите гледачи да бидеме конкретни, 200 грама стек има меѓу 40 и 50 грама протеин, што апсолутно не е доволно за било кој спортист. Така. Ако сакате да внесете млеко, ако сакате да внесете јајца, вие внесувате и масноти, внесувате и шекери, така да... Че зборуваме за чист протеин кој треба да се внесе. Како и да, значи мора да се применуваат додатоците за да внесете доволно количество на протеини, како што разбрав. Да, значи, пак ако ме прашате, значи јас стојам на ставот дека секој кој што малце посериозно се бави, макар и со планинарење, што сепак е тешка физичка активност, мое мислење и мислење на оние кои што веќе се лекари кои што се бават со спортисти е дека додатоците на исхрана се апсолутно неопходни заедно со адекватен внес на електролити, вода, значи минимум 3 до 4 литри дневно. Јас сум голем поборник за тоа. Така да нели сепак зборуваме за физички активни луѓе. Да. Значи додатоците во исхраната сакам да кажеме дека не се штетни доколку се внесуваат. Сега стигнавме до тоа колку може да предизвикат тахикардија или нешто слично како што кажав импотенција. Да го објасниме тоа. Значи еве стигнавме до тоа дека мора нели да внесе тој што вежба повеќе протеини во вид на додатоци во исхраната, освен стековите или можеби производите од животинско потекло кои треба да ги внесува во текот на денот. Сега да кажеме дали има негативни. Да. Така. Значи, бенефитот го знаеме дека нели повеќе ќе издржи во вежбањето и ќе добие она тело кое го посакува. Значи прво секој кој што ќе почне да користи додатоци на исхрана треба да знае дека тоа се сепак калории, дека може да дојде до покачување на телесната тежина, кое што не мора да значи покачување на чиста мускулатура. Значи може да дојде зголемување на масни наслаги доколку не е синхронизирано со останатиот дел од храна. Затоа што секој суплемент си има временски кој дел од денот се користи, затоа би требало да се консултираат со некој кој што е стручен. Обавезна консултација со лекар. Сега, значи консумацијата на креатин обично прашува дали ги оштетува бубрезите, значи здрави бубрези апсолутно не оштетува. Кога зборуваме за тахикардијата, има многу додатоци во исхраната кои што се на база на билки, кои што содржат голем процент на кофеин. Значи има додатоци кои што во себе има 200-300 мг кофеин, кои што е многу. 200 мг кофеин е адекватно на, мислам, 4 Red Bull, затоа што во Red Bull има 50 мг, така да нормално дека кај тие додатоци можно е, значи, појавување на тахикардии, можно е, значи, затоа што нивниот механизам на дејство е преку нели термогенеза, зголемување на телесната температура, потењето што чија последица е тахикардијата. Значи тахикардија може. Кога зборуваме за импотенцијата, апсолутно, значи нема механизам на кој што додаток во исхраната би
би бил причина за импотенција. Да. Кога зборувате за додатоци, има еден додаток кој што е популарен многу во последно време. Се вика, тоа е билка и се вика Tribulus terrestris. Тоа е една билка која што од време, значи од многу одамна, луѓето правеле чаеви од неа за подобрување на потенција, за подобрување на репродуктивноста кај мажот, за сила. Така да ако напишете на интернет, ќе ви излезе и дека најквалитетната билка Tribulus во светот расте во Македонија и во Бугарија. Така да во последно време значи има многу додатоци на база на оваа билка. Гледам дека и гинеколозите се повеќе ја препишуваат за зголемување на либидото, за подобрување спермограмот, така да може само да дојде до подобрување. Има една поговорка која што сега на македонски, ако ја преведеме, пошто кај нас не е вообичаена, ама вика дека машкиот полов орган е одраз на физичката спремност и кондиција на неговиот собственик. Така да, ако правиме мовет за спортист, кој што е здрав, кој што ги користи овие работи, значи соодветно, кој што има соодветен начин искрено, јас гарантирам дека нема шанси да дојде до импотенција. Освен ако нема, нели, пореметување, дали психичка, органско, зборуваме за здрав. Доктор, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да дојдете во Канал 8 и да проговориме за таквите поделени мислења во однос на пореметување на одредени параметри, доколку се интензивно вежба, за бенефитите од вежбањето и секако за оние додатоци во исхраната кои вие ги препорачувате доколку сакат, посебно мажите од секако од посилниот пол, за да можат да го добијат она тело кое го посакуваат. Со вас ќе правиме уште многу емисии, се надевам дека има зашто да зборуваме и дека ги интересира посебно младите, оние кои сакаат активен физички живот. Благодарам и на вас за поканата и да ги охрабриме вашите гледачи да спортуваат, дали рекреативно, дали професионално, да ги вкусат сите бенефити од физичката активност и да бидат кажавме 3 пати во неделата. Минимум по 30 минути. Така, за да се почувствува хормонот на среќата. Благодарам уште еднаш. Фала и на вас. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме здравието, а се разговаравме со доктор Александар Стојминов, општ лекар, инаку специјализант по интерна медицина, а зборувавме за бенефитите од вежбањето. Доколку ја следевте емисијата, верувам дека ќе вежбате и затоа ќе почувствувате хормонот на среќата, како што вели доктор Александар. Останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.